Поддршка од Северна Македонија за Финска да стане членка на НАТО, поддршка од Финска за Северна Македонија што е можно побрзо да ги почне преговорите со Европската Унија. Тоа е главната порака што ја пратија Димитар Ковачевски и Сана Марин по средбите во Скопје. Геополитичките поместувања по руската инвазија врз Украина ги натераа властите во Хелсинки и во Стокхолм да ја прекинат политиката на неутралност и да побараат прием во алијансата, процес што се искомплицира поради противењето на Турција. Официјално Скопје дава зелено светло за прием на овие две земји, но како што рече македонскиот премиер, треба да се земе предвид загриженоста на сите членки на НАТО. Уште за време на мојата посета на НАТО отворено ја поддржав иницијативата на Шведска и Финска за членство во НАТО. Се надевам на што поскоро членство и за двете земји, иако истовремено треба да се земат предвид сите загрижености на сите НАТО членки. Се надевам дека во најскоро време ќе се надмине застојот за апликација, зашто од наша страна ќе дадеме целосна поддршка. Деновиве владата донесе одлука и за овластување на нашиот амбасадор во НАТО за потпишување на пристапните протоколи за Шведска и Финска за членство, кога ќе дојде време за тоа. Сметаме дека зачленувањето на Шведска и Финска во НАТО е придонес за зајакнување на безбедноста и стабилноста во Европа, особено во контекст на неоправданата руска воена инвазија на Украина, што доведе до промени на европската безбедносна политика. Сана Марин, која е прва финска премиерка што ја посетила држава, е оптимист дека турските забелешки за членство на незината земја и Шведска во НАТО, пред се поради, како што аргументира Анкара, поддршката на курдските организации ќе бидат надминати до крајот на месецот. Во прашање политиката на отворени врати на НАТО, изјави Марин. Турција, Шведска и Финска разговараат за ова прашање. Ги исполнивме сите критериуми за зачленување во НАТО. Веќе трошиме повеќе од 2% од БДП за одбрана. Ние ќе ја зацврстиме целата алијанса. Немаме проблеми да одговориме на барањата и обврските на НАТО. Турција кажа дека не би требало да има проблеми ако сакаме да се зачлениме, но кога посакавме да станеме членка, тие ја променија позицијата. Сите овие прашања можат да бидат решени. Можеби има некои недоразбирања од страна на Турција кои би сакале да ги исправиме. Сметаме дека е во интерес овој проблем да се реши пред самитот во Мадрид. Во однос на блокираните македонски евроинтеграции, Ковачевски повтори дека владата останува посветена на изнаоѓање решение со Бугарија, но не по цена на македонскиот јазик и идентитетот. Владата се уште не го соопштува ставот за така наречениот француски предлог кој предвидува и акциски план за надминување на спорните прашања со Бугарија, што во одредени политички кругови во Скопје се смета за вметнување на билатерални прашања во преговарачката рамка со Унијата. Ние сме на став како влада дека преговарачката рамка треба да биде мултилатерален документ во кој што се разговара и во кој што се става рамка за преговарање во однос на пристапување кон Европската Унија како организација на држави членки, а додека билатералните прашања треба да се решаваат на билатерално ниво со државите со кои што тие постојат. И затоа постои и договорот со Бугарија. Нашата позиција во однос на Северна Македонија и Албанија е многу јасна. Сакаме да видиме напредок. Двете земји во иднина да станат членки на Европската Унија. Мислам дека е одговорност на ЕУ да се осигура дека ситуацијата нема да биде замрзната. Треба заедно за ова прашање да разговараме со Бугарија и да се осигураме дека ќе ги имаме насоките по кој пат треба да се движиме. Изминатите денови по објавувањето на францускиот предлог, двете влади, и онаа во Скопје и онаа во Софија, се под силен притисок од домашната опозиција и дел од јавноста за содржината на документот. Има повици од двете страни за негово отфрлање. Разврска се очекува оваа недела, кога за ова прашање во Луксембург и во Брисел прво ќе се расправа на министерско ниво на Советот за општи работи, а потоа на ниво на шефови на држави и влади во Европскиот совет. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.